Пренесувајќи ги своите искуства, познати лекари, музичари, спортисти, уметници, поети дискутираа пред публиката колку е важна упорноста и желбата во нешто да се успее патем, одејќи на угорнини и удолници за да се стигне посакуваната цел. Во сета таа битка надежта не умира, истакнаа сите тие во својот говор пред на собраната публика која уживаше во мини музичкиот репертоар на Владко Стефановски, во приказната на некогашниот врвен спортист и успешен репрезентативен голман Гордана Нацева, во говорот за успехот и надежта на автомобилистот Игор Стефановски Идже, во пренесеното искуство на две млади мајки кои го победиле ракот. Како одговорен спортист би сакал да кажеме како луѓе кои што направиле нешто во спортот, кои што од оваа мала земја успеале да постигнат врвни резултати, да станат европски шампиони во кошарката, во ракометот, во автомобилизмот. Тука се луѓе од музиката Владко Стефановски, еден врвен музичар. Да кажеме дека може и од Македонија, од една мала населба да се постигне она што мечтаат од многу големи држави, од многу големи земји, така да никогаш да не се предаваме во она што сме го зацртале и се надевам дека ќе допринесеме кон македонската јавност да бидат се поуспешни и помотивирани во она што им следува во животот, да носиме повеќе радости во оваа држава и повеќе спортски вредности и успеси. Сакаме да го потенцираме и пред младите, и како поранешни спортисти, и како сега успешни во други води, да кажеме, во бизнес води. Така да мене ми е чест и задоволство што сум тука и поради една друга причина, затоа што мојата кошаркарска кариера почна токму во Прилеп во 11 октомври во 90-тите години, почетокот на 90-тите, и неизмерно ми е драго што сум тука рамо до рамо со едни изворени луѓе пред се, а нормални и успешни секој во својата дејност. Како што знаете, доаѓам од спортот, нешто што е најблагородно и што фала му на Бога што го одбрав ова, да бидам дел од спортот, да бидам дел од овие големи успеси. Ми порачала дека кога од ова временска дистанца гледам што ми се случувало и што сум постигнала и поразите и победите, кажам дека освен животните вредности кои се стекнуваат со спортот, преку спортот голема работа е да се биде упорен, да се издржат сите порази, да се направи безброј повторување на една акција за да се успее. За среќа искушенијата беа, ги надминавме. 2002 беше најголемиот успех во мојата спортска кариера, еден успех кој се уште е актуелен и најголем успех во нашата држава. Со гордост ќе кажам дека задоволство ми е што бев дел од тој, што го почувствав тој момент да си на врвот на Европа, едно уникатно чувство. Оваа хуманитарна мисија на успешни ја проследи градоначалникот и изрази задоволство што вакви манифестации започнуваат токму од Прилеп. Овој настан има и хуман аспект и му благодарам за тоа што ете тука ние како домаќини ќе ги почестиме сите овие успешни луѓе, а тие ќе допринесат да се соберат финансиски средства за изградба на собата за аутизам во училиштето за посебни потреби за деца со посебни потреби Климент Охридски. Собраните средства од хуманитарната манифестација се донирани на основното општинско училиште Климент Охридски за децата со посебни потреби, а вакви манифестации организаторот планира да направи и во другите градови во Македонија.